Има ли регионот капацитет за производство на здрава храна? Експерти советуваат органски ѓубрива, земјоделци не можат да ги платат. Има разлика, поскапо е и затоа послабо се користи. Па натака ќе видиме, може поскапото да испадне и поисплатливо. Органските ѓубрива се првична инвестиција која подоцна се враќа на неколку начини, сметаат земјоделските експерти. Велики проценат усвојивости хранливих материја. Предностите се големиот процент на впивање на хранливи материи како економичност и брзо делување. Овде секако е и важниот еколошки аспект, зашто се работи за потполно природен начин на потхранување на растенијата, кој воедно чисти земјата од натрупаните отрови од претходните децении. И ради се о средствима која чисти земјиште од нагомиланих проблема у претходним деценијама. Оние кои имаат искуство со органско ѓубриво веќе ги потврдуваат резултатите. Ефектот е за една година 10% поголемо производство. Некој е пробал 10 хектари, например, во воштарството сум пробал. Има разлика, се осеќа пред се, значи во цврстината на некои плодови, како и во нејзиниот однос, да речеме, внатрешните витамини и танини тие работи. Сум задоволен. Бидејќи моето производство се базира на продажба во фабрики, значи индустријско, се забележува во смисол така што откупот ми е цело време дозволен, имам добар квалитет на плодовите за нивна понатамошна обработка. Македонија се уште е многу далеку од производство на органска храна. За разлика од нас, останатите земји од регионот веќе се профилираат како производители на така наречена здрава храна. У Хрватској е ова палета у примени задњих скоро 5 година. Резултати су фантастични. Во Хрватска ова се применува во последните 5 години, а резултатите се фантастични. Имаме зголемување на приноси од 20 па дури над 60% кај поединци. Во Србија е во употреба 2 години каде е забележено 40% покачување на приносите кај компирот, 48% на приносите кај малини, а имаме добри резултати кај производите подпластеници во Лесковачкиот крај. На нематоде у Лесковачком крају, у затвореном, у заштиćenom простору у пластеницима. Органската храна е се поценета и побарана на странските пазари. Ова секако треба да биде предизвик и за македонските земјоделци. Како до европските купувачи полесно да стигнат, денес на земјоделците од регионот им објаснуваа експерти од Србија.